Добар ден, назад сме во отворената програма на Студио 1. Наши денешни гости, како што веќе најавивме, е семејството Османи, кое што во текот на вчерашниот ден, преку прилог на нашата телевизија, имавте прилика и да ги запознаете и да бидете запознаени со тоа што 1 ТВ во соработка со компанијата Тинекс го превзема како обврска и на некој начин одговорност кон семејството за кое што дознавме дека мака мачи за да состави крај со крај, како што се вели народно. Еве, Јагмур веќе се расположи, бидејќи може да се види на екранот. Во нашето студио Реджеп Фирдевс, добар ден за вас. Добар ден. И секако малите Мухамед и Јагмур, која што е најжива овде. Јана беше колешката која што в текот на вчерашниот ден имаше прилика да работи на оваа сторија. Ве запознавме на кратко, видовме каде и во какви услови живеете. Јагмур, види таму си на екранот, можеш да се видиш. А можеш ете и да ги махнеш. мама и тато. Реджеп, имавме прилика да слушнеме дека не можеш да најдеш работа заради здравствената состојба, исто како и твојата сопруга. Сега, благодарение на Велимир, началникот на општина Бутел, од понеделник ќе ме прими на работа. Повторно ќе кажеме благодарение на тоа што јавноста дозна за вас и за вашата приказна. Таму е, така е. Градоначалникот на Бутел ве покани да ви понуди работно место. Фирдес, како тече вашиот ден? Добро е, нашо благодарам на сите луѓе што ни подадале услуги, хигиениски работи. Само момент ми е највеќе грижа на децата да вадиме се документи, да ги прешколуваеме децата, да се имат своја иднина, да го сакам да го си дадеме го благословено да имам некоја успех за тие децата, сака да се вадам документи, извод дека помоламе за на цел свет да ни помагат по некој да вадам лична карта, со овој Бог обожава малиот да иде у школа, да учи. Мухаме треба да оди на училиште. Не може да го ставиме да учи. Требаше да го ставиме, има извод и го благодарам целната тоа Македонија. Ако фала и за Македонија се не поддржала на сите хигиените тие работи, фала на све Господи да можеме да видиме, да, вие вчера бевте заедно со нашата екипа во еден од маркетите на Тинекс. Така. Мило ми е на цела прашав како поминува вашиот ден. Не одите на работа? Не идем на работа. Се грижите едни за други. Се грижам за децата дома, ги чистам, ги готвам, ги перам. Таа е наша работа, со децата ги чуваме, ги храниме. Колку време сте заедно, Реджеп? 8 години. 8 години? Каде се запознавте? Сега, Каде? како да ви кажем, на улица. На улица. Да, бе. Дали од секогаш е вашиот заеднички живот ваков? Да, секогаш ние сме имале многу тешка. Ние сме имале порано многу тешка ситуација. Пред да знаете вие фала на вредоста, ние се живеевме порано децата што сме ги продиле, по кутинери сме ги канеле, по железо сме ги јадене, пиене, све по кутинери сме ги канеле децата. И фала Господ работа. Не можеме од главата, не сум добра за да пам на работа, не сум тој. Апчината ми фала во цело пробика ми донесе апчината, лековите, за грижа за мене све. Благодело на целиот Македонија. На сите луѓе, така. Значи животот беше таков, по контейнери, но од пред 8 години сте во бараките во Бутел. Живееме прво кај старата општина Бутел, кај црквата што се напи Свети Јован Крстител, таму живееме. Таму се сруши, па дојдат нови. Полека, Јагмур. Ајде. Побратно. Да ја пуштиме, може би ќе земат колегите. Ајде. Јагмур, оди да видиш каде е брат ти. Да не напри белја. Така. Таму се сруши и дојдат нови бараки. Тога сме 8 години. Јана имаше прилика вчера да видиш со своји очи каде живее семејството. Мислам дека помина инцертите
ако сме веќе Да, еве, да, во моментов. Концерти во Тинекс веќе влезени. Но што имаше прилика да видиш на лице место? Па, она што можеше да го детектира и гледачите може од инсертите да го забележат, тие социјални бараки се дефинитивно во многу лоша состојба, во лоши услови, значи она што и Реџеп и Фирдес, семејството Османи вчера всушност нели можеа да ни го кажат, меѓутоа имавме прилика да го видиме и со своји очи дека и тоа како еве во моментов одат тие инсерти, еве може да се забележи на вистина исклучително тешки услови. Она што и Реџеп претходно го спомена во нашиот разговор, дека сега се плашат од студеното време што доаѓа, нели тоа од сите страни има провев, така што ете еден апел до сите хумани луѓе и сите оние што дополнително нашата телевизија и еве Тинекс маркетите можат да допринесат за да има некое поадекватно живеалиште. Да. Кога сме веќе кај семејството Османи, уште еднаш да нагласиме дека вашата приказна веројатно стигнала до многумина. Освен ова наше залагање, имате помош и од други, да речеме, граѓани. Во меѓувреме имате добиено и грејно тело кое што фала многу цела Македонија, имавме поддршка, фала на некој поддршка, се даде гос. Добро, све фала на све Господ што ни го даде ова услуга, што ни го Нашата мисија и нашата цел беше и е исполнета. Благодарение нели на Тинекс во наредната една година, еднаш или повеќе пати во месецот како ви одговара, го имате тој вредносен ваучер со кој што може да набавувате се што ви е потребно за вашиот дом. Дали сте во очекување на тоа дека можеби ќе ви биде решено и стамбеното прашање? Се надевате? За стамбено прашање. За нив. Не за мене. Ја имам 6 години. Ја денес утре може ќе оддепнам. Што вика старија. За нив не више. Ова ми е 38 години. Мали деца. Ја утре може ќе оддепнам, ќе отидам у чукарка, што вика старија. Ние сакаме како мајка и татко да имат цело што е Македонијата и фала од Господ да ни даде прдршка ни подале. Само не ми е услуга, да и Господ да има некоја убава живеечка, да имаме услуги за децата. Так. Македонија има хумани луѓе и се надевам. Да, веќе ми е. Да си вадам документите, да ги повадам. Да, тоа е исто голем проблем. Работи сакам како мајка се грижам, треба да се пријават децата, идеме под доктори, немаме со што тоа. Фала доктор што го познаеме, тој ни помагале, сите лековите се без пари, ни помага. Да, и мене ме гледаше, ја бев дереска таму, тој се гледа притисакот, многу се не е никако дали сум добра од притисакот, па главата ми се врти, се сим на притисакот многу доле. Не сум способна за работа, а јас правам за овие да стојам се едва Боже, со Господ напред, стојам за овие ноце децата да имат своја живеечка и своја услуга. Так. Највеќе ми е, фала на Господ да имат, да ми дај Боже, на све дека Македонија, ако може, поддршка да направи, да даде Боже на убава зграда, нешто така, некој устава да не добрата си е убава така да се снајде за децата. Да имате покрив над глава. Да, покрив над глава. Османи, ви благодарам што денеска дојдовте во студио. Сакав лично да ве запознам и јас и јавноста уште еднаш да ве види. Така, ја на ова е почеток само. Токму така, ова е почеток на една таа хуманитарна акција всушност која што започна првично со семејството Османи, меѓутоа нема да заврши тука, согласно најавите, нели нашата телевизија 1 ТВ на чело со сопственикот Бојан Јовановски, секако во соработка со Тинекс маркетите и во иднина секоја недела, согласно предвидувањата, ќе обезбедуваме вакви месечни ваучери за едно социјално загрозено семејство, се со цел главната мисија, нели, бар малку од малку да усрекиме некого и секако да им се намали таа несреќа и тага во која што еве како и семејството Османи има богами уште многу семејства во Република Македонија. Така е, нашата акција продолжува додека Јагмур и Мухамед не ни го растуриле и демолирале студиово, да се одјавиме полека и да ве поканиме да останете и понатаму со нас со нашите наредни гости. Османи, уште еднаш ви благодариме. Да, ви благодариме. Благодариме на вас. Господ здравје да ви даде.
среќни.